Филмскиот грабеж во Златарата Боно во центарот на Кочани извршено среде бел ден. Провалната кражба во фреш маркетот на компанијата Моневи со уште две претходни и пријавите на граѓани дека од домовите, подрумите и помошните простории им се краде се и се што го запалија алармот кога е во прашање оваа појава, но и ги загрижија граѓаните. Тие освен што стравуваат за имотот, се плашат и за својата лична безбедност. Несигурноста ја зголемуваат и разноразни шпекулации дека во Кочани веќе се стационирале 20 на мигранти. Меѓутоа, од полициската станица категорично го отфрлаа тоа, бидејќи е неосновано. Единствено група роми кои одат или се враќаат од азиланство можеби оставаат впечаток на мигрантски движења. Инаку граѓаните се жалат дека крадците носат што ќе дофатат. Се крадат огремни дрва, алкохол, зимница, метални предмети, апарати, акумулатори и покукнина. Сегашните крадци се опремени со алат, моторни возила, а неретко имаат и логистика. Немокта на полициските служби да се справат со нив ги ослободува до таа мера што оперираат и дење и ноќе. Зимата на удар се и шумите, бидејќи поради високата цена на метар просторен бука или дап, дрвокраците практично ги соголија редовите околу градот и населените места. Одговорните кои сериозно се занимаваат со загрижувачки изголемените провални и друг вид кражби посочуваат неколку основни причини за оваа појава во Кочанско. Пред се фреквенцијата на луѓе од регионот и државата, потоа перманентното присуство на возила со бугарски регистарски таблички, возила без таблички, жители без лични карти и други документи за идентификација и слично.